Новогодишна работилница за деца во Едукативниот центар за деца Пеперутка. Повеќе подетално за ова Марија во продолжение. Марија, поздрав уште еднаш до тебе. Поздрав уште еден до вас. Токму така, во склоп на оваа празнична атмосфера, ќе кажеме нешто повеќе за работилницата за деца која што се одржа минатата недела во Едукативниот центар Пеперутка. Имено во оваа работилница учествува околу 20 на дечиња, каде што навистина може да се видат интересни изработки за кои ќе кажеме во продолжение, односно новогодишни украси, новогодишни честитки, новогодишни шишарки и се она кое што произлезе од вештите рачиња на самите дечиња. Нешто повеќе за самата работилница која што се одржа минатата недела во продолжение ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Наташа Ристовска. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телм. Добро утро, добро дојдовте вие во нашиот центар. На самиот почеток сакам да појасниме која е главната цел на одржување на една ваква работилница. Главната цел на одржување на работилницата е да се обележи престојниот празник во моментов нова година и темата на оваа работилница беше новогодишна тема, каде што изработувавме шишарки, едните ни беа вистински шишарки кои ги боеа, а останатите беа чоколадни кои исто така ги украсуваа со украси. И исто така изработувавме и новогодишни елки. Традиционално, ако не се лажам, се одржува секоја година ваква работилница од самото основање на овој центар. Какви беа реакциите на самите дечиња при изработката на овие украси? Точно така, значи 9 години постои центарот и секоја година се изработуваат работилници. Реакциите се одлични, бидејќи децата својата креативност ја покажуваат низ работилниците. Срекни се и нешто надвор од секојдневните активности во центарот. Напомена во најавата дека учествува околу 20 на дечиња. Дали секоја нова година, со оглед на тоа дека се одржува работилница, има различна тема на изработка на украси или пак се истото? Не, секоја година имаме различно. Новогодишните чоколадни шишарки беа прв пат оваа година, минатата година имавме чоколадни бомбици кои ќе се спојат, беа елката да се состави елка од нив, така да секоја нова година имаме нови идеи кои ќе бидат интересни и поразлични. Но не само за нова година, вакви работилници се одржуваат и за Великден, ако не се лажам, за некои големи христијански празници и какви се други активности се спроведуваат во овој едукативен центар? Да, како што напоменавте, за великденските празници, значи изработуваме имаме работилница 8 март и некои други теми. Имено какви се активности надвор од тие празници кои ги напоменавме се одржуваат во овој едукативен центар и како овој едукативен центар им ја олеснува работата, школската работа на дечињата? Целта на овој едукативен центар е дечињата пред или после училиште да дојдат во центарот, да си ги завршат домашните задачи кои им се дадени од училиште, да се научат лекциите, да се подготват за тековниот или наредниот ден во училиште. При самиот крај ќе ве прашам како вие сте задоволна од спроведената работилница минатата недела? Одлична помина се. Дали вие можеби изработивте нешто заедно со дечињата? Секако. Што изработивте вие? Заедно истата тема ја работевме заедно. Сите дечиња исто. Помагавме, да, јас и моите колешки. Ви благодарам многу за одвоеното време. Сега ќе ги прашаме нешто и дечињата. Најпрво ќе го прашаме Давид. Давид, кажи ми што изработи ти минатата недела? Интересно ли ти беше на работилницата? Да. Што изработи? Изработив шишарка. Шишарка ваква? Да. Покажи ја, земи ја. Е така. Прво ја обоивме, а после ја декориравме со разновидни украси. А потоа земавме да правиме исто така шишарки и ги декориравме со украси што може да се јадат. Чекај да ја видам. Колку ти беше тешко да изработиш? Па не. Не? Не. Вакви на минатите работилници имаш правено? Па не. Што друго правиш освен вакви шишарки? Друго правевме и благи како колачиња, исто тие беа шишарки и тие можевме да ги декорираме со исто така украси што може да се јадат. Ќе им направиш ли дома такви колачиња на мама и тата? А потоа правевме елки и на нив
И како беа тие 3 делки, им закачивме како со стапчиња и потоа и нив ги декориравме со разновидни украси. Браво, Давид. Теодор, така. Теодор, ти што изработи? Јас изработив елки на стапче. Тоа беа 3 елки кои што ги добивме од сечење на хартија. Добивме зелен лист од хартија и на него имаше испечатано 2 елки. Ние требаше да ги сечеме тие 2 елки и кога ќе бидеме готови да викнеме една од наставничките за да ни помогне да ги залепиме на стапчето. Потоа на стапчето, потоа кога ја добивме 3D елката, наставничките ни дадоа некои украси, како некои снеголки, дедомразовци и звончиња, кои што ги залепивме на елката за да ја украсиме. На следната работилница нема наставнички да ти помагаат и веќе научи голем си, така? Да. Браво, Теодор, да пукне. Ајде и Јана да ја прачаме. Јана, што изработи ти на самата работилница? Сврти се на кој камерата да те видат. Така, ајде. Јас изработив 3D елка, што ја украсивме со Дедо Мраз, звонче и снеголки. Исто така изработивме шишарки, што ги обоивме зелени за да личат како елка и ги украсивме. И исто така изработивме благи шишарки, што ги декориравме со топчиња што може да се јадат. И со светки некои. Да. А тешко ти беше, интересно ти беше? Интересно ми беше, не беше тешко. Супер, вакво нешто правеше, што боиш сега? Елка и подароци. Вакво и на работилницата направи исто? Не, Не? Само украси тогаш. да, И, што е полесно, украси да правиш или вака да си боиш ти, што сакаш повеќе? двете. Двете? Браво, Јана, да пукне. Фала ви многу што кажавте на нашите гледачи што изработивте. Многу ми беше мило што имавме можност да слушнеме какви се изработки направивте во склоп на оваа работилница, но се разбира ви благодарам многу и на вас. Ви благодарам и на вас за посетата. Се надевам дека го задржавме вашето внимание со оглед на тоа дека самите дечиња ни кажа што изработија всушност минатата недела на самата работилница која што се одржа во склоп на едукативниот центар Пеперутка кој што се наоѓа во Кисела вода.